Ако сакате да им пишете на социјалдемократите на Facebook, нема да можете. СДСМ воведе цензура и забрани на нивните постови и содржина што ја објавува да се оставаат коментари, иако постојано се декларираат како демократска партија на која најбитна им е слободоумноста и демократијата, сепак кога станува збор за критики кон нив, не е баш така. Од СДСМ обвинуваат дека на социјалните мрежи се води организирана кампања преку лажни профили и ботови против сите што ја критикуваат власта и премиерот Мицкоски. Според партијата, преку платформи поврзани со српската СНС, се шират говор на омраза, навреди и подолби меѓу граѓаните. СДСМ најавува мерки за ограничување на бот коментарите на своите официјални профили. Мерката е забрана за коментирање. Нивното членство имало каде да им го каже мислењето, но што е со оние кои не се дел од партијата? На ова прашање Кузевска нема одговор. Секој кој што сака да каже дека не се согласува тоа, има каде да ни каже. СДСМ и раководството на СДСМ е постојано на терен. Ние постојано контактираме со нашите членови и слушаме што ни кажуваат тие. И можам да ве уверам дека секако не ги поддржуваат коментарите кои што ги читаат токму под страната и под секоја објава на СДСМ. Тие се служат со мерки како цензура, а власта ја обвинуваат за авторитарниот систем. Одат дотаму што според нив медиумската мрежа блиска до ВМРО-ДПМН представувала закана за демократијата и слободата на говор. Јас само сум зачудена како воопшто и тоа не го гледате. Затоа што станува збор за класичен говор на омраза кој што и поттикнува насилство. Јас таа слика која што сакав да ви ја покажам е токму веднаш после моја пресконференција каде што е карикатура, каде што се зборуваат сите погарни зборови кои што може да се кажат за жена и каде што се повикува на е безобразно дури да се каже тоа во јавност. Инаку со најбазична проверка на постовите на социјалните мрежи може да се види дека коментарите всушност се критики од граѓани кои не се согласуваат со политиките на СДСМ и раководството и отворено и јавно им укажуваат на грешките.